Еве сме да зборуваме за една многу важна тема која што можеби ја ставивме малку настрана со се она друго што ни беше во фокусот, но да не заборавиме дека треба да зборуваме за аутизмот. Некој ќе каже повторно, со оглед на бројките и статистиките кои што доаѓаат, но на поважното третманите кои што се достапни, како и науката и последниот збор кој што го има во делот на подобрување на нештата, секако заслужуваат внимание. И ние имаме Македонско научно здружение на аутизам, а двајца членови на ова здружение кои што имаат долгогодишно искуство во истражувањето, во работата на ова поле, но и она што е најважното, третманот, се мои гости. Добро утро велам за професор доктор Владимир Трајковски. Добро утро до вас, до сите во студиото и до сите ваши ценети гледачи. Така. И со нас е магистар психолог Фики Гаспар, тој е од Центарот Гаспар, каде што се даваат бесплатни прегледи на лица со аутизам од страна на професорот доктор Владимир. Да. Сакавте нешто за вове да кажете, па јас можеби ве прекинав или? Па да го поздравам вашиот потек што не поканивте. Јас сум гостувал порано во Сител, но како што кажавте во последно време, веројатно короната и сите оние политички збиднувања повеќе ги окупира телевизиите и новинарите, така што мислам дека би сакал тоа да го потенцирам дека во вистинско време не поканивте. Да, се поправаме, професоре. Ајде да зборуваме за аутизмот. Колку е честа оваа појава реално, затоа што велиме нештата заслужуваат внимание, не случајно? Па да, за жал е многу честа појава. Веќе некои оперираат со огромни бројки во сат, скоро и до одат со бројка од 1 на 54. Значи, секој новородено дете на 54 новородени деца во првите 3 години од животот ќе го развие овој аутистичен спектар на нарушување поново, како што го нарекуваме аутизмот. Инаку аутизмот е постар назив кој што се уште се користи од некои колеги, но сакам да потенцирам тука дека значението за аутистичниот спектар доаѓа токму од оваа зголемена бројка која што од година на година Центарот за контрола на болести во САД реферира зголемување, и тоа, ако го преведеме во проценти, 1 на 54, тоа е скоро 2% од населението имаат аутистичен спектар на нарушување. Во Европа, исто Европската унија оперира со податоци дека најмалку 8 милиони жители имаат или се во делот од спектарот или имаат близок член од семејството, значи 8 милиони семејства доаѓаат во некаков контакт и на вистина представува голем социјално, медицински и ментално здравствен проблем за секое општество, па така и за нашето македонско општество. Затоа треба да, мислам дека треба повеќе да работиме во таа насока на пружање на заштита, рехабилитација на оваа популација, и тука е и колегата Гаспар. Они како приватен центар даваат огромен придонес во таа насока, бидејќи пополнуваат една дупка која што нашето општество и нашиот здравствен систем и, би рекол, и едукативен не можат на време да одговорат. Значи не можат да се носат со тие предизвици, и тука некаде доцниме 30 до 40 години зад европските земји, а зад Америка може би и 50 години. Така, како и за се друго, тоа веќе ни е јасно, но добро е кога има некаков помак и некакви промени кои што треба да ги истакнеме. Ајде да се навратиме на основното, професор, односно околу таа диагностика, колку е тешко или пак колку е потребно навреме да се диагностицира, кога и како се диагностицира аутизмот? Да, одлично прашање. Аутизмот на вистина не е лесно да се диагностицира, и тоа можеме да го видиме особено во Македонија, заради тоа што нема доволно едуцираност на високо образованите кадри, па дури и на медицински факултет многу малку се учи оваа проблематика. Така што има многу мои, се нормално нема да спомнувам имија, но има многу доктори кои што се уште оперираат со некои други термини, например доцнење во развојот, што не значи никаква диагноза. Дали го прават тоа од незнаење или не сакаат да го етикетираат семејството, иако тоа не е етикетирање. Вие мора, ако се работи за аутизам, вие мора да кажете на родителите дека навистина е тоа аутизам. И сега, друго што сакам да потенцираме тоа дека зашто не е лесно да се диагностицира. Затоа што
не сличен на пример со диабетес мелитус, со шеќерната болест, бидејќи таму може да извадите крв, гледате последователно неколку пати дека е покачена гликемијата, дека правите глукоза интолеранс тест, се вика тој е позитивен и тогаш прогласувате дека некој лице има шеќерна болест. Кај аутизмот нема биомаркери, нема биолошки тестови со кои што можеме ние со сигурност да кажеме дека ова е дури во најголем број случаи и на магнетна резонанца и на компјутеризирана томографија на мозокот нема никакви промени. Так. Потребни се пософистицирани испитувања, тоа е позитрон емисиона томографија или сингл фотон емисиона томографија, кој што во Македонија има еден 5 томограф, ама за жал не работат со деца со аутизам, туку повеќе го користат за карциноми и за други диагностики. Значи таму и диагностиката најчесто се базира на обсервација, доброземена анамнеза и обсервација на самото дете, неговото однесување. Се оди според DSM-5 критериуми, тие се на Американската психијатриска асоциација и според Светската здравствена организација, та ICF класификација, интернационална класификација на функционирањето, каде што треба добро да се знаат одредени области, се гледа какво е неговото однесување, дали има контакт очи со очи, дали има говор. Се почесто во каде што прегледам во Гаспар, после тоа веројатно ќе стане збор, во разговоров, се почесто кажуваат родителите дека децата немаат говор дури на 4-5 години, што навистина е алармантно и во однос на времето, што ме прашавте, најдобро е да се воспостави диагноза некаде до втората година или најдоцна третата, иако и тоа е веќе доцна, а на запад они веќе одат и до 18-тиот месец веќе имаат диагноза. Да, веќе имаат диагноза и мора што порано да се отпочне со таа рана интервенција, со рани интервенциони психоедукациони програми, со други видови, веројатно ќе не прашате. За исходот и тоа не е најважно, но претходно еве да го кажам. Значи тоа диагностиката мора да биде да се има доста предзнаење од аутизмот, да се познаваат тие основни некои постулати, а родителите често не сакаат тоа да го признаат и гледаат одат од доктор на доктор да евентуално да се спасат од таа диагноза, но мора да сватат дека не е ништо страшно иако има аутистичен спектар, затоа што може многу со работа и со добар дефектолошки, психолошки, логопедски третман да се направи многу. Така, да се тргне таа стигма околу таа диагноза. Да. Сега, Фики, ајде да видиме кој се учествува, односно каков вид на терапевти, откако ќе имаме веќе диагностиката, односно диагнозата, кој се може да помогне во целата ситуација, кој се треба да помогне? Така, ова е исто така многу добро и многу битно прашање, кога ќе се направи диагнозата од медицинските лица. После тоа се прашуваме што понатаму. Уствари, што можеме ние да направиме за оваа состојба. Иако сите знаеме дека нема лек за оваа состојба, сепак постојат професионалци, во овој случај терапевти, кои што работат на целата состојба за да се подобри самата психофизичка ситуација кај личноста која што нели е диагностицирана аутизмот. Најчесто се работи со мултидисциплинарен тим, од кој што најголема значајност има специјалниот едукатор и рехабилитатор. Значи тој работи од самиот старт кога ќе се диагностицира аутизмот или аутистичниот спектар и се работи на фина моторика, груба моторика, на реедукација, таа е психомоторна реедукација која што ја работи дефектологот и во висок функционален аутизам некогаш и на читање, на пишување, многу зависи каква е состојбата на самата индивидуа, на лицето кое што е во спектарот и баш затоа секој план се прави индивидуално, многу зависи од самиот клиент во наш случај или од самото детенце или доколку е повозрасен од личноста, за тоа како ќе се направи тој план и програма за работа и што сакаме да постигнеме. Како што кажа професорот, овде работи и психолог кој што работи на емоционална регулација, кој што работи на социализација, кој што работи на целата таа структура на како само
само доверба, насока кон средината. Овде имаме многу битен процес каде што ни е битно да учествува во средината и да има позитивни ефекти од целата таа работа, а логопедот, како што исто така кажа професорот, е одговорен за доколку може да се постигне тој говор, да го донесе до таа ситуација каде што ќе биде вербален, или ќе комуницира личноста и ќе може да се разбере и да ги искаже тие работи кои што сака да ги искаже на вербален начин преку комуникација. Психијатарот е исто така голем удел овде, каде што може да помогне со медикаментозна терапија, доколку има потреба, иако, како што кажавме, нема лек за аутизмот, сепак се даваат многу различни медикаментозни терапии кои што помагаат, пример, при хиперактивност, при дефицит на внимание, кои што ја подобруваат ситуацијата, а исто така во последно време се дава и работа со физиотерапевт, доколку има потреба, таа личност каде што се работи на мускулен тонус, на мускулна сила и каде што најмногу се дава фокус на грубата моторика на самата работа, така да тој мултидисциплинарен тим каде што може најмногу да придонесе, иако сега се гледаме повеќе и повеќе каде што веќе ставаме и музикотерапија, ставаме и арт терапија, ставаме и терапија со животни кои што помагаат на таа личност да работи и да функционира подобро и полесно да се снајде со своите емоции и во средината во која што се наоѓа. Така. Ни тече брзо времето, а сакам да ги опфатиме сите работи, затоа ќе прашам кратко само тука, Вики, во однос на ова што го зборуваше професорот, тој веќе се повика на Америка, на Европа, на земјите кои што се многу понапред од нас, но колкава е разликата во праксата кај нас и таму сега во моментов, на што може да сметаат луѓето кои што го имаат овој проблем? Па со оглед на тоа што ние доста комуницираме со Европа и со Америка за како ги работат и често се праќа глобализација тие обуки на кои што можеме сите да присуствуваме. Како здружение зборуваме, така? И како здружение и како приватно каде што се трудиме секаде да постигнеме, но можам да кажам дека најголемиот проблем кај нас се ресурсите. Ние не насочуваме толку ресурси на оваа проблематика, претпоставам професорот ќе се сложи со ова, дека многу повеќе ресурси другите земји во Европа и во Америка посветуваат на борење со оваа проблематика и тука го добиваме ние тој најдобар ефект. Не би кажал дека нивните експерти се подобри од нашите, туку се работи за они имаат подостапни и експерименти у смисла на научни истражувања кои што ги прават, а и во терапии кои што можат да си ги дозволат да ги применат како мултидисциплинарен тим кои што ќе подобрат во самата состојба. Морам да напоменам дека родителите кај нас кои што се среќаваат со оваа проблематика, за жал се потпрени најчесто на нивно финансирање за да ги постигнат сите овие третмани кои што знаат да бидат доста захтевни. Затоа доста скапи, затоа ја поддржувам иницијативата на професорот, тој доста долго време работи со ова и приватно, бесплатно им ги нуди тие совети на родителите за да може да се подобри некаков негов увид и помагање на целата ситуација во нашата држава, што е за поздравување. Така, секоја чест професорот за тоа и за вашиот придонес и директно покрај во науката на овој начин да помогнете. Сметам дека тоа е еден скромен придонес кој што го должам на државата и на овие родители, кои што најчесто доаѓаат од социоекономски семејства со понизок социоекономски статус. Најчесто има и сигурно од побогатите, да. Но тоа е некој мој принос. Најважното прашање за сите оние кои што во семејството имаат во моментов таква ситуација е исход и прогноза за лицата со аутизам. Што се очекува со сите терапии? До каде да се доведе состојбата? Како што е аутистичниот спектрално нарушување, би рекол, може да оди од најлесна форма, каде што е комплетно инклузирано детето во општеството, може да оди до најтешка форма, кога е често пати во Македонија институционализирано, например, порано во демиркапија, иако сега со процесот на деинституционализација тоа и не е дозволено, но имаме повозрастни лица кои што имаат и над 30-40 години кои што се сместени во демиркапија со тешка интелектуална попреченост и така натаму, но исходот и прогнозата значи пред се ќе зависат од тоа каква е клиничката слика, односно со каква симптоматологија е детето и понатаму возрастното лице.
Доколку има полесна форма, тогаш прогнозата е многу подобра и може да заврши средно училиште, може дури и факултет да заврши, ако е високо функционален, како што кажа колегата Гаспар, значи тие може да имаат и некои савантни способности во смисол да едни исклучителни способности, надареност за свирење на клавир или за цртање, затоа и музикотерапијата и арт-терапијата несомнено можат да помогнат многу кај оваа популација. И во таа насока, значи, треба да бидеме оптимисти, а секако дека имаме и многу тешки случаи каде што родителите очекуваат премногу, а не можат да го добијат тоа. И таму навистина дури ни американската медицина не може да помогне многу. Ако е оштетувањето на мозокот поголемо, тогаш за жал тие потешко функционираат, имаат послаб квалитет на живење, не можат едноставно да завршат ниту средно училиште. Тогаш се гледаме да ги научиме на оние основни хигиенски навики, да може колку толку да се грижат за себе и тие ќе бидат стално зависни од некое трето лице. А тука, например, нашата држава исто треба многу да работи за возрастните лица, каде што речиси немаме ништо направено за возрастните лица, чии што родители нема да живеат по 150 години за да бидат со нив, ако ќе починат да кажеме на 70-80 години, ако доживеат и толку, бидејќи тие се под перманентен стрес. Колегата Гаспар, бидејќи е магистар по психологија, многу добро ги знае тие работи во однос на родителите, како и често пати кога организираме семинари и вебинари, он ја има таа задача за психосоцијалната едукација, како да им го доближи на родителите да полесно го прифатат тој стрес со кој што живеат, затоа што тој стрес па носи други психосоматски заболувања и едноставно не можат да живеат тие многу долго родители, бидејќи се под еден перманентен стрес, и затоа тука треба државата да вложи многу повеќе средства во подобрувањето на квалитетот на живење и во една рехабилитација на оваа популација на граѓани. Оваа тема заслужува уште многу да зборуваме за неа. За жал, ние можевме утре само толку, но ветуваме еве за нашите гледачи, ако се согласите вие повторно да ни бидете гости, за да можеме да ги поминеме и другите важни прашања и аспекти на оваа тема. Во секое време ни беше чест и задоволство, ете ова утро ноемвриско облачно, да бидеме со вас. Професор доктор Владимир беше тоа кој што, како што кажав, веќе 24 години работи со оваа проблематика, и Фики Гаспар, кој што зборуваше за третманите кои што се достапни кога станува збор за аутизмот.